Стечајците в среда ќе излезат на нови протести за да побараат решавање на состојбата во која се наоѓаат по донесувањето на последното законско решение за нив. На договорниот состанок во Кочани, на кој присуствуваше и председателката на Сдруженијето УНИТ Лилјана Ѓоргиевска, членовите беа информирани дека првиот протест ќе биде пред Македонската радиотелевизија. Причината за тоа е што им се блокирани сметките на стечајните работници поради неплатена радиодифузна такса, иако, како што рекоа, на нив немаат ниту денар, па ако некој роднина од странство им испрати парична помош, нема да можат да ја подигнат. Значи на социјалци су блокиране сметки, така што управо ради тој идемо да направиме еден протест пред Македонску телевизију с едно барање да нас прими на разговор за да се стави крај на овој мучење на овај мака, значи на стечени работници, за да се изнајде решение и да се пролонгира долгот или па да се ослободи во оние кои су најзагрозени. Стечајците ќе ги продолжат протестите пред Сојузот на синдикатите за да побараат подршка предлог законот што наскоро ќе го достават до парламентот да биде застапуван на економско-социјалниот совет. Нема да биде одмината ниту владата, затоа што со последните законски решенија што беа усвоени, наместо ветените 3000 ќе биле опфатени околу 350 стечајци. Од нив прашање е дали воопшто ќе имало некој од Источна Македонија. На жалост од Куманово нема ниту еден. Од Кочани рекоа е еден, ама и таа е исто проблематичен дали ќе биде или не. Во Штип двајца и тие проблематични, сега ги е нова фора на владу да направи и онај стаж што го имамо, велат спорни су ви 7 година, колку да не ве опфати закон. И додека ви по шалтер идете да исправите таа грешка, оно пројде рок за аплицирање. Така што сите значи методе су употребени за да се остане само на оние 4 фирми за да се обештети. Ѓоргиевска рече дека стечајците планирале во знак на протест да постават шатори пред државните институции. Сепак се откажале од таквата идеја поради предизборниот период, затоа што биле исплашени за сопствената безбедност и не сакале да испровоцираат одделни партиски активисти.